И аз съм Трайко Димков, роден 1999 година в село Пожарско, Егейска Македония, Боденско. И сега съм дойден тук, живеем в Югославия, град Штип. И тамо много ме за музика. 34-та година купим кларинет да свирам в селото. Има и дружство 4 души. 2 кларини, трумпа и топан. Свирине по сватби, по собори, по манастири, по все. И свири тамо около 13 години. 13 години свирач. Тамо ми се родия 5 деца и ние 27. Чрез 27 година тръгнаме да бягам на Вамо. Когато дома на Вамо влегоме право мори в село Гърдечница. Оттам от Прилип в Крушево, от Крушево Войводина. От Войводина в Кочанско Зърновци. От Зърновци тук в Штип Свинегойство, от Свинегойство в Бителя, от Бителя пак тук и тук оставаме вечно. А за музиката, деца, като ще свири аз, и они бе много мръсли. И така они се учи на моят кларнет, и аз и подкрепувай. Много време свири това до нако време, 7 години свири тука, и къде видя деца надпредват, и аз му купи кларнет на Ристо от Белград, на Иван Трумпа от Скопия, Дима си купи от Загреб саксофон. И душното придължи, и аз причина само и подочувай, и му кажа како да се, от бръза како да се занамаля.
Викам Христо Димков, роден во Егејска Македонија 1935 година. И оттаму сум населен во Социјалистичка република Македонија во Југославија 47 година на 12 години возраст. И некаде на 16 години возраст јас почнав се бавам со музички инструменти, ме влече вака љубовта кон музиката, поред татко ми што беше свирач на кларинет. И како прв инструмент во Битола, 52 година, почнав како на прв инструмент на тамбура да свирам. После 3 години се научив и на виолина да свирам. И тука некаде 59 година почнав на кларинет, веќе тоа како крајен инструмент. Од тога и навака, поред татко ми бев голем мерак имав на кларинет и тие инструменти ги напуштив. На кларинето свирам до ден денеска. И како така со кларинето формиравме друштво, брат ми на труба, друг брат на армоника, друг брат на тупан и син ми на саксифон. Се научи поред мене и станавме добра група. По свадби свиривме, по манастири и дочек за Нова година, за новогодишни празници. И покасно се очленивме во културно-уметничко друштво Скопје. 3 години беме членови таму и присуствувавме на Илинденските денови во Битола. Јас сум Марија Димкова, од Битола сум дојдена овде, сум мажена, иначе и моите се од Егејска Македонија. А јас уште од како дете се интересирав за песна, посебно за песна. И сосема мала ги молев баби ми, војни, тетки, стрини, да ми кажат некоја песна. И се уште ги памтам и луѓето и песните. Од кој човек ќе кажа на песната и песната ја памтам и човекот.
Музика се бавам од 9 годишна возраст. Прво почнав на дајре да свирам, едно 2 години, 3, после тарамбука, татко ми купи имоти, ме реклија за музика. После тоа, браќата захтева, значи да свирам на свадби. Чукав едно 2-3 години по свадби. И некако не ми беше згодно на тај инструмент на тупан. Купив джез, мислам, другарите формиравме друштво, се викаше Орфеј тоа друштво. Свиреме 15 години по хотели, мотели, по новогодини, така. По известно време некој се расформиравме. И сега свирам со браќата по потреба, некои веселби вака. Инако и децата исто таа традиција терат за музиката, големиот свире на тарамбука, а малиот сака на труба да свире.
Со музика се бавам 15 години со браќата мои Димкови и така свирам армоника. Пред 3 години бев поканет на свадба во нашето родно село Пожарско, Егејска Македонија. Таму свирев свадба и многу добро поминовме. Многу ја сакат песната за Мирка Гинова. Слушам кај шумат буките, Машкото оро, Тиквешкото оро, Зборското, сите македонски наши ора и песни добро поминовме. Потоа бевме во други села по кафани, свиревме. Во Савотско бевме, во Прегодишта бевме, свиревме. И многу луѓето беа задоволни и стално не барат за да свиреме таму, бидејќи ја сакат многу македонската музика, песните и орат.
Шепската планина.